Соединетите Американски држави уште во 1899 година го заведувале македонскиот јазик како мајчин јазик, односно како јазик на кој говорат луѓето кои се пријавувале како македонци и дека се од Македонија на пописите од почетокот на минатиот век. Ова како потврда се наоѓа во упатствата за попишувачите на американските пописи во 1911, 1920 и 1930 година, каде македонскиот јазик е ставен во графата главни странски јазици, кои попишувачите можеле да ги впишат во пописните образци. Во написот пак економски истраги на доселеничката комисија на САД од Джет Лак, испечатено во списанието за политичка економија том 11 број 7 од јули 1910 година, каде се представени истрагите кои комисијата ги има направено во однос на природните и вештачките причини за доселеништвото во САД, а врз основа на методологијата која Американскиот завод за доселеници ја користел во 1899 година. Во Бугарија се користеле бугарскиот и македонскиот јазик, во Грција грчкиот и македонскиот јазик, додека во европскиот дел на Турција, покрај турски и македонски, се користеле уште 6 јазици. До сите овие факти дошол Драги Стојковски од Скопје, кој долги години живее во Торонто. Посебно канадскиот попис од 1911 година, кој е многу интересен за нас, затоа што токму тоа е една година пред Балканските војни, пред делбите на Македонија, значи во време кога се уште македонската територија и македонскиот народ беа под Отоманската империја. Сепак македонците кои се доселувале во Канада во тоа време, значи во јули 1911 година, се изјаснувале како македонци. Стојковски доаѓа до податоци од канадскиот попис во 1911 година, во кој се зборува за 813 луѓе кои на прашањето за држава или место на раѓање одговориле Македонија, а на прашањето расно или племенско потекло одговориле македонско, исто како и на прашањето за националност. Од овие 813 луѓе, 582 одговориле дека зборуваат македонски јазик. И интересно што на две од тие листи сите 50 мина, колку што има на една листа, сите 50 мина попишани се македонци. Од истражувањата на Стојковски уште издвојуваме дека на бродот Палатија меѓу патниците кои од Хамбург тргнале кон островот Елис во државата Њујорк на 9 декември 1899 година бил и 33 годишниот Филип Трпче, кој се представил дека е од Македонија со националност македонска.